нашиот дуќан постои во нова локација постои од 1963, а во фамилијата ни е негде од 1000, како занает во фамилијата ни од 1920 некаде. Почнувајќи од дедо ми, татко ми и јас сега така. Скопје има феноменален спомен. Тоа е часовникот кој што датира од пред земјотресот, го доживел катастрофалниот земјотрес. Тоа е часовникот кај старата железничка станица, кој што и ден денес стои таму, и е белег на едно минато. За време на земјотресот, дури кај фамилијата на татко ми имало и жртви. Изгубил мајка му и братот близнак. Добра историја поврзана со градов, а и со Скопје и со земјотресот е токму овој Мармин часовник, кој што е бил власништво на австро-унгарски офицер, а татко ми го купил од неговиот мајстор каде што во Загреб, каде што го учел занајатот. Па таму е донесен во Скопје. Го преживел земјотресот, не тотално, кутијата му е скршена. Основна, оригиналната, но сепак еве го и ден денес функционира. Поново време гледам дека се повеќе сака да ги користат старите часовници што им се од дедовци оставени како наследство што им се оставени, и доста млади се едуцирани на таа тема околу старите механизми. Скопје заслужува да има јавни часовници. Покрај саат кулата, која што моментално не функционира, добро би било и оние часовници што се на раскрсниците, кои што се наследени од времето на СФРЈ, но за жал дел од нив или повеќето од нив не работат. Мислам дека би требало да има јавни часовници.